дискутираме обичните комбинација. Да, сега ќе го замолам господинот Шефкет Зеколи. Кажете ви, дали се согласувате со идејата да се изгради црква во центарот на Скопје, на самиот плоштад? Сега да карикираме малце, ако може да се постават таму шатори, зошто не и црква? Ние се залагаме за еден модерен град. Различно е шатор и црква, морам да ви кажам. Да, различно е, да. Меѓутоа, јас... Привремено и трајно решение. Јас сум против тоа. Мислам дека се голем дел на граѓаните се против тоа. Сите интелектуалци на Скопје и Македонија се против тоа. Тоа се прави за политички цели и тоа може да се свати како можеби и провокација на другиот дел на скопјани. Вие сте сите сведоци и ние сме сведоци дека на тоа место постоеше една куќа на мајка Тереза, она се премести таму на едно друго место. Ние сме против тоа, бидејќи ние центарот на градот го замислуваме како центар на една метропола современа, европска, која треба на граѓаните да им овозможува еден шарм друг, да им овозможува место за рекреација, можеби за разни забави, за шетање и такви работи. Ние сите зборуваме секојдневно дека тоа можеме да го направиме, од друга страна па самите некои од кандидатите председателски го злоупотребуваат тоа. И тоа сега ми личи Скопје како на еден, се сеќавам на моите млади години, кога еден циркус Медрано доаѓаше, ние си идевме таму да го гледаме. Така, мислам дека и центарот на Скопје последните денови изгледа така. А конјаник со Александар Велики, исто во централното градско подрачје, и не знам, два други конјаници со Гоце Делчев и не знам дали Никола Карев беше другиот. Дали му е потребно тоа на Скопје? Мислам, ова е прашање за сите. Вака, ако можете, вие не треба, се извинам, ние треба да дискутираме надлежностите кои се на градоначалникот. Оставете ги сега надлежностите, оставете ги надлежностите. Сепак ние сме кандидати за градоначалници на град Скопје. Да, и тоа се случува во Скопје. Да, каде се случува на друго место? Но турма, се што се случува во Скопје не е во надлежност на градоначалникот на град Скопје. Тоа е проблем. Тоа е проблемот, што некој може да стави, мислам, што ќе му текни на градскиот плоштад, градски плоштад се вика, а градот нема никакво влијание врз тоа. Тоа е голем проблем. Си има закони, значи си има постојни закони. Значи се пак ќе повторам, во законот за град Скопје, во делот на урбанизам. Ама ние се согласивме дека законите не се функционални. Јас пак ќе ве прашам еве вас, дали вие ќе се заложите тогаш во тој дел да го смените еве законот доколку станете? Видите, јас значи учествував на доста дебати и од научни институции и од на правен факултет имаше. Значи имаше една идеја дали давањето на градежни дозволи, а тоа значи и изработката на деталните урбанистички планови треба да биде во надлежност на градот Скопје. Така да и најмалата улица во најоддалечениот дел да ја проектира градоначалникот на град Скопје. Едната крајност не ја исклучува другата крајност. Значи вие поставувате сосема друга крајност. Прашање, како може градот да нема своја власт врз територијата на градскиот плоштад? Тоа е основното прашање. Се губи логиката на постоењето на градот ако нема влијание врз базичната физиономија што треба да има градот при прво доаѓање, при прво среќавање со градот на било кој што ќе влезе кај нас. Значи мораме да го решиме тоа. Ајде да му дадеме збор на господинот Нагаски. Ќе кажете и вие Петковски, ќе кажете сите, да. Ова е многу жешко прашање кое што трае веќе со месец. Да, ваквите идеи за црква, за споменици, скулптури, овие скулптури што ги гледаме, мислам се многу непродуктивни, особено црквата. Ке создаде голем проблем. Ние сме добро, нека биде џамија. Јас не верувам дали е црква или џамија, но дали ни треба такво нешто во центар? Не ни треба. Ви имате темелите на Бурмали џамијата во сред плоштад Македонија. Сега ако веќе почнеме со цркви и со џамии да го загушиме, да го пригушиме центарот на Скопје, тоа не е веќе смисла, тоа не е веќе плоштад. Имаме ние многу постари цркви во Скопје, околу Скопје, на кои што не им придаваме значење. Еве црква на Матка, стара од 13 век. Еве Свети Пантелеймон, за да се стигне до таму, треба да искршите колата на унерези. Свети Никита. Да, и Свети Никита, да. Па, не, има и ред. Свети Спас, црквата, само кога ќе дојдат некои државници или пак на некои
некои датуми се посетува таа црква во старата Скопска чаршија. Има еден гроб од 15 век пред црквата, искршени се каменијата на тој гроб. Значи вие сте против? Јас сум апсолутно сум против. Но би сакал да се надоврзам. Ке морате да бидете сите фокуси затоа што јас веќе го погледнувам часовникот. Да не испадне зашто создадов бурна реакција околу тоа, околу менталитетот дали граѓански рурален. Енглезите велат Господ ги создал селата, а луѓето ги создаваат градовите. Во демократијата одлучува мнозинството. Се оправдавте сега. Не, апсолутно не го во демократијата одлучува мнозинството, но светот не отишол напред од масите. Посебни луѓе, една шака луѓе допринеле светот да оди напред. Добро, немојте да навлегувате во тоа. Сакам да ви кажам дека за Скопје треба да одлучуваат некои луѓе кои што останаа во своите домови. Значи, не можат да одлучат луѓе кои што стварно го осеќаат кои што не разбираат, кои што многу разбираат за Скопје, многу разбираат состојбите, но не се во ситуација ни да. Тоа ви велам, значи сакате да кажете дека одлучуваат луѓе што не разбираат? Одлучуваат луѓе кои што многу малку не само што не разбираат, немаат осет, не знам, и треба да имате чувство, да бидете добар фудбалер, екстра класа, вие морате да чувствувате дека имате противник. Не морате цело време да погледате дали некој ве следи. Значи, има некои сетила кои што сепак човек треба да ги има. Тие не се создаваат. Туку така. Верувајте дека ова што го кажувам држи. Ако може само околу плоштадот, значи, пошто е наистина доста битно прашање. Прво, тоа е централен плоштад на оваа држава, значи централно место на самата држава. Тука се создава впечатокот кај секого, и од надвор, и од надвор од Скопје, за тоа каква е државата, кој е нејзиниот лик, која е нејзината култура, кој е нејзиниот идентитет. И тоа не може да се договори било како, едностранно. Прво, тоа е, мислам, грешка. Културна, морална, политичка, секаква. Второ, ние зборуваме тука за ингеренции град, општини. Ова што го спомнавте, овие проекти се целосно проекти на централната власт, што е уште една, уште поголема нелогичност во целата ситуација. Што ги спроведува општина центар практично. Што ги спроведува општина центар со централната власт и го байпасираат градот, односно градоначалникот. Мислам, такво нешто е лоша слика за сите нас. И тоа мора да не биде нешто што ќе се случува во иднина. Видете, сосема кусо. Центарот на градот се согласивме дека е нашето лице, идентификација на еден народ, неговата култура и така натаму. Мислам, не е толку суштествено што ќе биде на плоштадот. Прашање е како ќе се дојде до таа содржина. Затоа мислам, ако веќе инсистираме на локална самоуправа, имаме компетентни луѓе, имаме стручни луѓе. Ако немаме доволно дома, ќе најдеме од надвор, ќе распишеме тендер. Ако сакаме да премостиме 2500 години од Александар Македонски па до денес што сме пропуштиле низа генерации, и за тоа може да добиеме одговор. Значи, суштествено да се прашаат граѓаните, да им се дадат предлози, алтернативни, стручни, од професионалци, во какво окружување сакаат да живеат. А црквата и сите други редови скулптури што беа споменати, беа прво во јавноста сопштени од централната власт, па после преку општина се демфува преку општина центар. Никој не ги праша граѓаните. Значи, локалната самоуправа во основа предпоставува граѓаните да бидат прашани за се. Па видете во оние земји што цивилизирани Швајцарија, Љубљана, Словенија земја која што за најмали детали распишува референдум. А ние на мала врата им соопштуваме, па после го тоа наметнуваме на граѓаните да го прифатат како нивна вредна. Мислам, тоа е страшна работа. Не да е Боже да се направи она што сега се проектира. Тоа ќе биде кичерај. Тоа нема врска со уметност. Или ако се случи, премиерот не утеши нешто, рече дека не бил споменикот на Александар висок 3-4 метри, бил некаде 12-13 метри. Па дали имат представа што е тоа, колку тоа? Мислам, граѓаните кои се шетат, ќе ги гледат копитата на Букефал, нема од Александар ништо се види. Еден наш познат вајар рече, лесно е да ставите, но како ќе го тргнете после тоа? Тристрано е прашањето. Прво, граѓаните не се прашани што сакаат да имаат на плоштадот. Не се прашани дали тие пари што се трошат на тоа, сакаат да бидат потрошени на тоа или на нешто друго. И граѓаните не се прашани на кој начин да ја постигнеме мултикултурноста